Благодарам, подпредседателе. Јас не го разбрав прашањето. Бидејќи беше некако конфузно сето ова, но предпоставувам дека има салва на плукање, салва на навреди, салва на омалуважување и тоа е континуитет во политиката на Димче Апасиев. Јас нема еве да го навредам, како што тој вообичаено навредува, ќе го задржам достоинството, но од она кое што тој го спомена, можам да заклучам две работи. Првата работа е дека споменува кривични дела, па не знам вакво дело, такво дело, обвинува луѓе, не обвинува луѓе, па мене ме обвинува, го анализирал мојот говор, добро е што анализира мој говори. И второ, што е можеби последниот бастион кој што ги брани поранешните, ќе повторам, дури и тие самите не се бранат, поранешните високи функционери од Демократската унија за интеграција и СДСМ. А ќе кажам зошто. Понатаму ќе кажам во објаснувањето зошто. Кога станува збор околу кривичните дела, би сакал да професорот Димче Апасиев го прашам дали му е познат овој објект. Овој објект. Познат е овој објект? Има еден објект во центарот на Скопје овој објект. Во овој објект има еден договор за купопродажба за недвижен имот на политичката партија Левица. Политичката партија Левица купила недвижен, ама ве молам сега, немојте да јас ве слушав многу внимателно. Политичката партија Левица со овој договор на 26.11.2024 година купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верували или не, за цена од 295.000 евра со ДДВ, или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Сега ќе ви кажам зошто е кривично дело тоа такво. Затоа што градот Скопје ви пресметал, според нив, дека ова кривично дело, кое што сега јас го зборувам, е еднакво на цена квадрат од 1150 евра, па сте платиле данок во вредност од 739.285 денари. Ова кривично дело е некое кривично дело, ќе видиме, ќе се позанимаваат органите преку Универзална инвестициона банка. Зошто Универзална инвестициона банка? Ова ви е познато, овој објект во центарот на Скопје ви е познат, господин Апасиев? Ова е Соравија. Што е заедничко меѓу ова и ова? И Универзална инвестициона банка. Заедничко е следно. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Имајќи предвид, господине Апасиев, дека за Соравија не успеа бизнисот очигледно, е закажана извршителска продажба јавно надавање на 24 април и истата е процената за 22,4 милиони евра, па си го поставувам прашањето, имам дилема. Дали како што го купивте овој деловен објект овдека, пошто нели вие сте неподмитливите, а гледаме колку сте били неподмитливи, ќе надавате и за овие 22,4 милиони евра.
или се уште ќе размислувате, можеби некој викенд од плажите на Белото море, па ќе донесете одлука како и што. Но јас ја користам оваа прилика да се обратам до органите и до министерот за внатрешни работи, и до финансиската полиција, и до сите останати, да проверат како политичката партија Левица, да проверат дали има основа за кривично дело. Дали политичката партија Левица, потпишувајќи го овој договор за купо-продажба, сторила кривично дело. Еве, јас нема да кажам кој, ќе оставам професорот Апасиев, пошто се расфрла со кривични дела, он да каже, така што го купила овој простор по цена од 721 евро за метар квадратен, простор кој што вреди најмалку 3 пати повеќе од тоа што политичката партија Левица го купила, а од друга страна градот Скопје вели дека најмалку 50% повеќе вреди овој простор од тоа што политичката партија Левица го купила, чиј што потписник на договорот е професорот Димче Апасиев на правниот факултет при Универзитетот во Штип. Заеднички за двата објекта е исто така и Универзална инвестициона банка, нормално почитуван правен субјект со бугарски капитал, која што и едниот и другиот објект ги отуѓува. Така што, господине Апасиев, кога станува збор за кривични дела, се надевам дека обвинителството и органите на истрага ќе имаат можност да длабински истражат што е тоа кое што представува кривично дело, што е тоа што не представува кривично дело, но она кое што јас можам да ви го кажам и да го повторам, дека со криминалот и криминалците нема играње, вклучително и тие кои што се потенцијални криминалци, вклучително и тие за кои што постои основано сомневање и вклучително за тие кои што имаат судска правосилна пресуда дека сториле криминал. Без разлика од која политичка партија доаѓаат. Дали се тоа од СДСМ, дали се тоа од Демократската унија за интеграција, дали се тоа од Левица, ВМРО, ДПМН или било која друга политичка партија. Кога станува збор за кривичните дела и последниот бастион во одбрана на поранешните високи функционери од поранешната власт, вие сте тука незаменлив партнер. Ви благодарам.